Европа не ги чекаше мајските податоци за продажбата на автомобили за да реагира. Затоа доволен беше 80% пад во април. Најслаба продажба имаше на големите пазари. Во Италија, Шпанија и Велика Британија купувачи практично немаше. За разлика од ланските 455.000, во овие три земји заедно се продадоа помалку од 13.000 возила. Франција забележа 10 пати помала продажба од лани, а Германија успеа да задржи 40% од пазарот. Токму властите на овие две земји први донесоа стимулативни мерки за купување на нов автомобил. Во Германија, субвенциите се однесуваат само на електричните возила и ќе се движат до 9.000 евра, од кои 6 ќе дава државата, а 3 производителите. Но ова ќе важи само за возилата со цена до 40.000 евра, што значи дека се исклучени домашните премиум марки. За да може да се следи порастот на бројот на електрични возила, во иднина секоја бензинска станица ќе мора да има инсталирано полначи за батериите. Понатаму, данокот на додадена вредност за сите возила е намален од 19 на 16% за период од 6 месеци, но истовременно се зголемени давачките за возилата кои емитуваат повеќе од 95 грама јагленород диоксид. Ваквите мерки наидоа на негодување на Германската асоциација на продавачи на возила, која тврди дека тие уште повеќе ќе ја влошат ситуацијата. Со право, бидејќи на нивните плацеви има насобрано непродадени нови возила во вредност од 15 милиарди евра, за кои субвенциите не важат. Можеби затоа владата на Франција се определи за посеопфатен пристап. Таму секој што својот стар дизел ќе го однесе на отпад ќе добие 5000 евра, а ако купи електричен автомобил со цена до 45.000 евра, уште 7.000. Плагин хибридите со електрична автономија од најмалку 50 км ги следуваат по 2.000 евра, а предвидено е да се стимулираат и купувачите на користени возила. Тие ќе добијат по 5.000 евра ако купат електричен или плагин хибрид, односно 3.000 за возило со мотор со внатрешно согорување, доколку тоа ги исполнува најновите стандарди за емисиите.